Почитувани, викендов бевме сведоци како власта се обидува да го минимизира фактот што Македонија официјално е во рецесија и како по обичај се обидува виновникот за тоа да го најде на друго место, а не кај себе. Во обидот да се ослободат себе си од одговорност, Ставрески, а потоа и Груевски изнесоа невистини, дека Европската Унија и Еврозоната се во рецесија. Податоците од Евростат го говорат токму спротивното. Европската Унија и Еврозоната не се во рецесија и нашиот најголем трговски партнер во рамки на Унијата покажува постојан економски раст. Во суштина, владата го прави најлошото. Таа прави обид да замежи пред очигледните проблеми во македонската економија и како ној, кога ќе ја закопа главата во песок, се надева дека ако не зборува за рецесијата, таа нема да постои. Сега имаме еден приоритет. Треба да ја преживееме оваа криза и социјална мизерија во Македонија, и тоа сите заедно, и граѓаните и фирмите. Сега е време за разум и за храбри одлуки. Затоа, што е она што сега владата треба да го направи? Премиерот Груевски уште утре треба да свика специјална пресконференција со сите министри позади него и да објави. Прво, дека веќе од утре прекинуваат сите владини реклами и кампањи, сите спонзорства на владата и на јавните предпријатија, се стопираат сите нови нарачки на споменици, фасади, набавки на возила и дека се стопираат сите останати непродуктивни трошоци. Со еден збор, се што не помага сега да преживееме, се брише. Второ, дека во наредните 10 дена владата во соработка со стопанските комори ќе го објави целиот долг на државата кон стопанството по основ на неплатени обврски и по основ на поврат на ДДВ. И план како владата целиот нејзин долг кон фирмите ќе го плати во наредните 3 месеци. Така ќе се спасат многу фирми, и мали и големи, без оглед на тоа во кој сектор работат, и ќе се спасат многу работни места. Трето, дека во услови на рекордна сиромаштија и мизерија, владата ја прифаќа мерката на СДСМ на секое социјално загрозено семејство да му се дава секој месец ваучер од по 2000 денари за купување на основни прехранбени производи од македонско потекло, затоа што за овие семејства последиците од рецесијата не се прашање на статистика, туку се прашање на преживување. При тоа, премиерот Груевски треба да признае дека и со ребалансот направен годинава е направена погрешна проекција за растот на економијата од 2,5% и поради тоа да објави дека во најможен рок ќе се направи нов ребаланс на буџетот со кој ќе се овозможи реализација на овие и други итни мерки за облажување на последиците од рецесијата. Ова е она што мора да се направи итно, уште утре.